Варке! Не варке! Продолжуваат се активностите во рамки на 100-годишен јубилеј ФК Брегалница Делчево, судна преврат помеѓу ветераните на Брегалница Делчево и Локомотив Пловдив. Долу на теренот забележуваме Михајлов, од десната страна Златков, Шиндев, Јовановски, Постоловски, Драган Шугоцевски, Наши треба се пробува да чува на Дрегер. Наши ќе паднат на Дрегеров. Ние имаме список со имења на вистинските фудбалери ветерани, кои веќе има првата шанса. Димовски. Селнички да влезне! Добро, овде се снајде за момент Михилов, сега шанса за Локомотив Пловдив, добра финта. Лекичко, лекичко! Тимот на Ванче Трајанов, да забележувате сега со топката. Еве шанса за Брегалница, да веќе стигне. Не успева Постоловски. Туку далечина. To jest żongler. Spremajte se izmena. Еден пада веќе. Spremaj se за измена. Хвала. И главниот. Хвала. Продолжува играта со
Организиран нов напад на Локомотив Пловдив. Се играат две полувреmeња по 30 минути. За сега мируваат мрежите. Каков центар шут, но пас. Михаилов. Чизико, така ќе го именуваме. Момчето кој сега ја додаде топката до Михаилов. На многу им ги заборавивме приземињето, не се одамно во Делчево, но слушнавте кога се доделува наградите, ќе има фотографии. Сега овде добро се загради еден од фудбалерите на Локомотив. Топка кон Трајанов. Малку дождот ја расипа водата, таман колку да го навлажни теренот. Тоа е малку поопасно за фудбалерите. Иако играат во копачки, но еве шанса за Локомотив. Има и вакви проблеми еве сега. Добро за Јовановски наместо Гоцевски сега се жали малку на повреда. Ќе влезе Новоселски, кој е тоа? Тешка артилерија! Ајде! Притиснавајте у наши 60, ајде! Добар обид на Пловдивчан. Бара топка Златков. Добар потек на Златков сега. Повторно топката кон него, дали ќе стигне? Ја извади од аут. Судијата вели дека може да стига. Добра акција на Шизико и Марадоната, така да се изразиме жаргонски. Секој има некој прекар по некој фудбалер. Кај Златков тоа е Марадона. Попов таму додава до Шизико. Обид беше тоа од далечина на Постовски. Златков сега дали станува веднаш борбење со број 10 овде фудбалерот на Локомотив додава до
еден од своите играчи, но не успева топката да стигне. Можда за контранапад. Добар пас сега, но таму не следи Георгиевски. Не може да стигне до топката. Најголем дел од онаа генерација која избори пласма во втора лига пред 3-14 години, кога ги раководеше Митко Милетовски, е сега на теренот во Брегалница, за тимот на за синобелите. Односно за домашниот тим. И сега навистина добра акција, да видиме дали ќе биде гол. Димовски прифаќа овде, нема гол, не дозволува. Не идува на аплауз од публиката. Ингелизов. Апостоловски повторно за Попов, па Јовановски. Дели Михаилов Пекан да се добре топка повторно до Петровски. Еве сега дали добра прецизна топка, но малку подкривнува таму Новоселски. Добро, ајде! Трајнов сега е победува. Не, Трајнов се сменил со број 20. Некој колега. Потечни акции имаат некој по гостите. А подобра одбрана за сега. Добро се бранат домакините. Ајде ми излазиме, Новоселски! Постоловски. Ке шутира ли? Се спрема за шут. Не е за додавање до... Стигнува и го велам. Ке го кажувам неговиот прекрш, Изико. Додека да се сетам на презимето. Ако ги смешав работите, нека ми простат оние кои ги познаваат. Сега шанса за Локомотив Пловдив и да видиме во последен момент изфрла таму Јовановски или кој се повреди таму при ова интервенција на домашниот фудбалер. Немаше контакт од негова страна. Димовски излегува од игра, бурно поздравен. Корнер сега за Локомотив Пловдив. Стојменовски на голманската позиција во овој момент. Коварски. Михаилов. Аут.
Трајанов. Одлично нафрлање, Стојменовски на голот, рековме. Парада на Стојменовски, но прекрасен шут на Локомотив Пловдив, води 1-0. Почнува акцијата преку Попов, Ингилизов. Бара топка Трајанов, еве стигнала топката до него, одлична финта сега. Не поведува ова акција напред некогашни фудбалерна бегалница. Стрелецот на голот против Англија во Саутемптон. Профучи покрај стативата оваа топка. Зелнички. Има на големите там. Остоловки. На другата страна неговиот брат бара. Топка. Сирина, Иванов, момчето кој е. Коларски се. Не може да не. А и нема бројки на дресовите, така тешко да може да се забележи. Може да видиме дека се гледува Зелнички, а се враќа во игра Ивановски. Еве може сега се укажува за домашниот тим. Само двајца таму во нападот. Шут. Убав обид на Остоловски, кој покажува дека се уште е во форма. Излезе сега Попов, а ќе влезе Никола Гојадимитровски на негово место. Се прави фешта сега овде. Здраво,
Ладна или есть? Есть? Айде дай му. Абе дай. Еде можно да се Айде, пуштете ни еден гол барем да дадем. Дели полицајци. Дели. Ајде, Бајко! Чете го кидај премиер. Слушай, нашите са стварно безранијат. Јас си млад? Нашите? Не. Ајде, Дуле, пази! Мезни, бе! Мезни! Тоа е бело, тоа е тамо се стојат, збалат не. Бело. Таксист, знам да ти опитам. Твој колега, бе. Не знам кај си возиш. Мисля дека так си возиш. Чуј спеко? Да. Не е тоа. Не знам дека живеја, ама так си возиш. Не знам кај да ти го објас. Доле бе. Јавам, бе. Нео. Дари ми сте друг. Да. Ма ти го набрат? Малку тежа си го пустија. Кифе и Даниел сигурно, ама не се облек. Но не става, се не пуштиш. Па оти старици се изморија, ја ги волка играл. А па и тие што не ни пушчате еден гол. Дома сме се. Кога се ги ти пушта по тебе? Не на мен, на ник. Да се израдува да пуши. Да. Руме Радев. Ќе заврши еден бе, брат. Од пеналти да рекол Нема у 90 минута пенал. Браво, Чело! У 90 минута ќе свират пенал за Брагаунци за да изврши. Знаеш Знаеш што е лошото? Лошото што Немој нашите да ќе има- се степа ако да шутира. Се потрошиле 5.000 кебапа и 50 каси пиво. Не може да се познаеме, да. Арно и тука Билојчи така. еден шут, но ако Гледачи са слаби, нема нищо. Ма гледаш еден, два има стари. А не са, не само жели да ги соберат ветерани. Да. Не са слаби. И да не са 30-35, нашите са 60 и 50. Така е поне. Ајде,
Ја това на център у 17 на колко има? Шо мислиш? Значи работа. Димитров само имаше крај на првото полувреме и офсет, не? Ама младо е. 1-0 водат гостите. Да. Първата бойка е от 40 напа не е статус. Има такси компания, вози такси. Опа! Димитров, Не, Пешевски. Ќе стигнали овде Коварски, да. Добар центар шут е потребен. Враќа назад кон... Дали е тоа Ивановски? Не гледам добро. Коварски. Се гледа да се избегне офсет. Пешевски добра финта. Пешевски. Има нещо не запиш. Айде, гледай футбол и прекъсни. Затова ти рекам. Не, тама да вътре. Тръгна го той да държи. Майкъл е напихал. Кой е това, бе? Лимузинката не е да? Айде! Избегна цървено главно, да знам бело главно. Не държавата ки даде нови. Ще брати ли? Смета е. Значи така да говорим. Да лупне некоя в главата, тогава ще издят всички. Пешевски. Дека пля. Пешевски. Офсайд. Судията е млад, не е ветеран. Он си суди. Крстевски е сега на гол. Регалница. Диши като нормален Искам. Никола. Ивановски.
Постоловски, Пешовски, Коварски, Коварски, пресилна за колегата. Со број 19 готинот на Локомотив Пловдив. Од неговиот соиграч. Јовановски. Малко ги грешен Борче Јовановски. Поголем број од играчите, но се извинувам, кажав едното. Пешовски се забележува добро, Постоловски исто така. Е можност, но голманот. Крај на првото полувреме. Полувреме за пиво. И кебаб. Чекай малку, брат. Оба. Нати пари, донеси две. Крали Мартинс. Evo ti jedna sitna ako nema dve, jedna. Ako. Не знам за кој мислиш? Зоран е ветеринарни инспектор. Не тоа е. Еден скрок бела кошина. Ето Зоки инспектор ветеринарен. Зоки ветеринарни инспектор.
Го? Го? Не, супер. Супер. Остави ми ки купих ја кога си одев за Германија имаше неотпечатени. Купиме сите по еден пар. Нема страшно. И кај мене има твоите топки, и кај мене има 3 твои. Они скакаа, мисля дека още се функционални. Да. Да. Шанса за Брегалница. Добро. Пешовски во можност да изедначи. Започна видовте пред 2-3 минути второто полувреме. Одредени измени во двата тима, кои поради тоа што го немаме на списокот на фудбалери кои се на теренот или ќе бидат хубав шут сега од далечина. Даре! Каква топка, но нема да стигне таа до Ѓоргиевски по левата страна. Александар Ѓоргиевски, Бенгази. Корнер.
Убав центар, шут, дали има кој да стигне овде да прифати? Не. Најблизу до тоа беше фудбалерот со број 20. Симултано преносот оди на YouTube и на Facebook. Сметаме дека ваквите моменти ќе останат сега. Напаѓа Брегалница. Веднаш забележувате дека Трајанов со број 33 е сега во тимот на Брегалница, каде што и играше. И малку поагилно изгледа играта сега на домакините. Но Локомотив Пловдив напаѓа. Крстевски или Стојменовски ја прочита неговата намера. Крстевски. Корнер. Еве можност за директен шут. Но добра одбрана. Лачезар презимето му го заборавив. Поранешниот голман на Брегалница е сега на голот. Рака, игра со рака. Второ полувреме, Брегалница Локомотив 0-1. Георгиевски бара, топка ја добива. До Пешевски додава. Ќе организирали брз контрнапад Брегалница преку Постоловски. Много е жешко. Ако е. Ако е. Мислих се што да Ако е, прави. ако е. Фанах кадар капалихте. Фанах кадар капалихте. Препрати ми го това видео. Препрати ми видео. Ми бех озгоил. Па нешто ако имаш од преска.
Добро, да. Ја згоре бе, тоа е закон. Пише меморандум дека контактира Па ако ли оди живо, нека земе. Да. Речу живо во левката дава, не е проблем веќе обно. Можно за Локомотив Пловдив и мирисали на 2-0 не. Георгиевски. Постоловски. Пешовски. И сега Срб. Се враќа во игра Димитров на местото на Попов. Михаилов да започне овој нов напад на Брегалница. Димитров. Коварски вели требаше да му биде дадена оваа топка. Ќе казнат ли сега бугарите? Не. Две топки имаше на теренот, но веќе бегаше топката од бугарскиот фудбалер. Во Германија, така велат и кога се игра трета, четврта лига, е празник на градот кога игра некоја екипа на домашен терен. Ова јако е по повод 100 години од формирањето на фудбалскиот клуб Брегалница, да замислиме дека вака би било кога ќе игра секојаш Брегалница, без разлика, реков нешто трета лига, што мислите? Зошто мора да видиме порасположени само кога има вакви специјални моменти, кога можеме секој викенд да си го направиме. Сега некој ќе рече да луѓето има други маки проблеми, но зборувам за помладата популација која е во можност, која е тука да дојде да гледа секој што ќе може на градскиот стадион. Барем 1000 луѓе кога имamo на секој натпревар. Но тоа е само едно моје размислување. Тука повеќе сме навикнати на резултати, ја гледаме како се бодрат тимови кога се на дното на табелите и во трети, четврти лиги. Брегалница годинава добро котираше на петата позиција и така ќе остане најверојатно во третата фудбалска лига Исток. Иако почна амбициозно, еве пенал. Не. Судијата вели дека паднал отпосле фудбалерот со тоа што не се на. Тоа е моја претпоставка зашто немало пенал. Нема се извинувам протест од другата страна. Георгиевски сега смирува награди. Може би прави просто да шутира. Но далеко е некако, со грб е свртен, полугрб. Еве сега одлично. Голот е десно, вели некој публика да се пошегува малку. Добар удар, добра намера на Димитров. Димитровски, Игор Мајкл Димитровски.
Немаме виденце искрено колку се игра. Тamo колку минути поминаа второто полувреме. Знам само дека воздухот над градскиот стадион мириса на кебапи, на скара. И примамува секако љубителите кои дошле да гледаат фудбалска представа да си купат пиелок, кебапче. Еве сега можност. Ѓоргиевски Трајанов до Постоловски. Ѓоргиевски е испустува можност. Прогнозата овде на навивачите е дека натпревар ќе заврши со резултат 1-1. Тоа да видиме. За сега 1-0 за Локомотив Пловдив. Екипа која во Бугарија играше година во финале во купот и при интервју на еден од фудбалерите рече дека добро стојат. Сега со една 2-0. Тама реков дека ни попуштија да не дадат гол, меѓутоа стигна еден од фудбалерите на Локомотив и вода со 2-0 и така се не се остварува на прогноза на навивачите, што премно кој спомнав, доволно е само да се каже бео нешто и веднаш да ни кажат фудбалерите дека нема да биде така. А за сите тенисери полека се суши теренот, од овде се гледа и после фудбалот сите на тениското игралиште. Ова е порака само за оние со кои играме секој вечер. Тенис, но да се навратиме ние на фудбалот. Бидејќи навистина тука зад нас игралиштето и затоа и овој коментар. Продолжува играта со удар од средината на игралиштето, по оној гол на Локомотив Пловдив за 2-0. Е сега можност е нешто да се организира преку Пешовски. Кој додава до Трајанов. Може би не. Добро прегрување овде до Ѓоргиевски, кој си прави простор да шутне. Шутира, но неуспешно. Опет во стилот на Марадона да одигра со рака, но ја тргна навреме Трајанов. Михилов овде. Ќе се обидеме потоа да земеме изјави од Трајанов и од Гоцевски, кои се најзаслужни за ова што се случува сега на градскиот стадион. Не може од овде да видите, штета има многу автомобили до градскиот стадион, ако планирате да предвреме да си одите. Не треба да почекате, подобро да поседите малку, да бидете овде до крај, бидејќи потоа има уште малку музички дел. Да го означиме овој 100 годишен јубилеј како што доликува за сега се како што треба. Ако некој очекуваше нешто повеќе, реално така е. Прв пат се организира за наредните 100 години, ќе знаат фудбалерите. Дај Боже да трае човечкиот живот толку, но чеката наставна, ова сето ќе остане во историјата. Да не испадне дека зборуваме глупости, но секоја чест за самата идеја, бидејќи долго време се правеа напори да се покране нешто иницијатива за одбележување на 100 годишнината од постоењето на клубот. Во меѓувреме да потсетиме дека и некогашниот играч и тренер на Брегалница Лјупчо Прачковски подготвува книга за фудбалот посебно, покрај таа што ја подготвува за градот Делчево. Еве можност за Брегалница да го последиме овој напад, но го фаќа овој удар на Постоловски, голманот на Локомотив Пловдив. Најубавото денеска е што забележуваме многу дечиња кои се овде буквално на стадионот трчаат лево десно, го користат секој слободен простор наместо да бидат на телефоните. Еве можно за 3-0 офсайд. Сочека судијата да
Еве можност, но не фати келшот. Ако гледа, поздрав до Мики Мгбау Гошевски. Кој доста помогна со неговата екипа таму од Германија за малку да се визуелно постави игралиштето околу заштитните мрежи. Заедно со доктор Дејан Златковски помогнаа претходно. Еве шут убав таму на Трајанов против својот клуб, шутираше во обид нешто слично направи како што го направи на тоа на Симан. Со оној спектакуларен гол за 2-2 во Саутемптон. Чуден некој момент тогаш мојот другар Гоце Гоцевски одеше во војска и тој направи во Скопје, дали го гледавме, не знам. Ние го испраќавме, бевме во Стив и таму може би него ни гледавме на превод, но потоа го видовме голот реприза. Еве можност. По-младиот брат Постоловски шутираше. Така да со тој гол и остана резултатот 2-2, потоа Англија постигна уште еден гол, но заврши 2-2. Трајанов го даде гол за 1-2 тогаш. Уште се сеќаваме на коментарот на Зоран Михайлов. Македонија води Ванчо Трајанов. Како да ни одзвонува тоа во ушите на секој еден влюбеник во фудбалот и спортот воопшто. А прославата се сеќаваме, некој го почна да трча по одреден дел од теренот Трајанов и другите сакаа да го стигнат за да му честитаат, да се израдуваат един, но тој се оттргна така некако од едниот и на крај секој му придоа и да честитаат претходно гол на Шакири од корнер за водство, а изедначи Бекам, ми се чини. Тоа е тој славен момент за Делчево, за градот, за фудбалот. Обид со колено да даде гол осмицата на Локомотив, не успеа. Може би со стомак, но не успеа навистина. Еве го Трајанов сега. Фаулиран од своите, а од таму голови најдобро дава. Погодете кој? Ето, човекот кој ја фаќа топката, тој, за тој мислев. Друг нема да изведува. По поставеноста дека ќе нафрла не верувам. Ама се редат фудбалерите да иде ова нафрлена топка. Ајде, Трајанов. Силен шут, но брани ветеранот на голот на Локомотив Пловдив. Беше тоа директен шут во долниот лев агол. Подоцна ќе објавиме едно друго видео од настапот на игралците, од страната овде од публиката, бидејќи јас бев долу. Нашиот сограѓанин Денис. Сега некој ми прости дали беше за нулов презимето, ми прати видео на Вибер. Ќе го објавиме подоцна, а сега во меѓувреме 3-0. Имали почесен гол за Брегалница.
Тешко е да се истрче овој терен. Јас се сеќавам се бајле со Даниел Удоцевски снимавме едно видео за најава за овој денешен спектакл. И ми текнува на една случка кога бевме деца, таму од Милково брдо рекова соберете се 11 луѓе, ќе играте фудбал против младинците на Брегалница, се собравме, се беше окей, ние немавме тренер како да не постави, трчавме лево десно, така безглаво во теренот. 10-0 негде беше и една топка како сега што постигна гол човекот беше нафрлена кон мене, јас само уште да шутнам, голман беше истрчен и да дадам гол, но бев во патики, теренот беше влажен и наместо да дадам. Еве можно за 3-1. Пошидот на Ванчо Трајанов. Кој е тоа? Тешовски. Конечно почесен гол за Брегалница. И така и јас наместо да шутнам да дадам гол, се лизнав и целиот паднав на земјишто, потоа настана малку смеа, но ми остана тој момент така интересно беше. Дејќи не игравме така малски фудбал на помало игралиште земјано таму над последната улица кога се оди на крај Острец. Сега да го бележиме овој момент, излегува Ванчо Трајанов. Бурен аплаус од публиката. Дејан Дендо Димитровски сега на голот. Мислам дека добро гледам, да. Лесно ќе го препознаеме. Зошто го велам ова? Заради заради Конституцијата. Сега можност имавме за 3-2. Има ли време за 3-2? Не. Сега ова е нешто како удар во тенисот со зглоб треба да удриш, а ногата исто така. Има зглоб и треба да ја наместиш топката, но добро беше сепак. Светојска 3-3 да прават, вие не ќете. Добра констатација. Опа. Добра констатација. Светојска 3-3. Марковски, ето така, сега го слушаме презимето Јовановски, Марковски, ако ги грешевме претходно, сега го исправаме тоа. И не. Нема каде не ја пане, него е. Попов сега. Исто така фудбалер кој беше дел од она генерација кој влегува во прва лига, а во втора лига, но немавме финанси да продолжиме тогаш. А исто така и со него на формилото кога беше на Кока Брегалница. И да видиме. 3-2. Има време, дали има време за 3-3? Игор Мајкл, не, како се позиваше Стојменовски, ми се чини, влегува во игра. Уште само неколку минути, може би 2-3 има до крајот. Дали ќе биде 3-3, ќе видиме. Па не ви таа констатација ќе се погоди. Слуша се во живо е така да. А инаку Мартин Ангеловски прогнозираше прогнозата дека ќе заврши надпреварот 3-3, да видиме дали ќе биде 2-4 или 3-3. Еве можност за Локомотив. Каква топка, но 4-2. Паѓаат во вода сите прогнози.
Гиреро плеше, Геро! Новата прогноза 4-4. Мисля од јавто гол беше. Требаше 3-3 да ја, ама за малку. Мала конверзација со публиката, тоа е неминовно кога играат дечиња делат запалки. Од Локомотив Пловдив за или може би за некој парфеми. Извинувам што навистина некој коментар од мој на овој натпревар може би не беше во целост како што треба, бидејќи стварно го немам списокот. Навистина има многу имиња кои се дел од фудбалскиот клуб Брегалница, нив вака кога ќе ги видиме може би ги знаеме, но за гостите немав никаков податок. Сето тоа не идува на аплауз на крај, не е ни важно, важно е дека делчевци денес има убава можност да бидат дел од јубилејот 100 години. Тука ќе се одјавиме од преносот на Facebook.